Нов ден, нови содржини. Во денешното издание на емисијата ќе имате можност да чуете нешто повеќе околу иднината на еден од најзначајните спортови во Охрид, но и за прекрасното и блескаво минато на градот, овековечено со безвремените фотографии. За ова и многу повеќе во минутите кои што следат. А не може да се зборува за спортот во Охрид, а при тоа да не се спомене ракометот. Охрид има една блескава ракометна историја, но во моментот постојано се работи и на градење на иднината на овој спорт. Па да погледнеме. Почитувани, денес ќе проговориме нешто повеќе околу ракометот. Охрид, ако ништо повеќе, барем во минатото важеше за еден од оние познати ракометарски градови. Сега некако полека се враќа славата на ракометот во Охрид, а може да се каже дека тоа е благодарение на ракометниот клуб Охрид. Овдека на тренингот на подмладокот на ракометниот клуб од Охрид сме заедно со нивниот тренер Панде Христовски. Панде, ајде нешто да кажеме повеќе, значи околу ракометот како дисциплина. Видовме дека децата најпрво пред се загреваа, значи си има оние подготвителни вежби. Колку се тие вежби важни за нивниот развој? Па мора да се загреват од почетокот, затоа што ако не се добро загрејани, тогаш може да дојдете до повреди. Затоа сите тие вежби ние прво ги правиме, а потоа после загревањето можеме да играме. Денеска наш денот ни беше за утакмица. Обично ние во недела играме утакмици. Денеска не игравме со друга екипа, игравме меѓу нас. Така да децата покажеа све што можеа, мислам дека доволно покажеа за својата возраст, а понатака ќе видиме. Нешто повеќе околу, значи, вежбите кои што ги имаа, значи, оние подготвителни вежби за загревање, значи што се вклучува? Тие прво мора да истрчат малце, да ги заграјат нозете, а потоа другите вежби беа за разгибавање на рацете, за телото да се разгибават малце, да не дојде до повреди. Нашите дечки се, мислам, во овој период на фаза на развивање, затоа мораме ние повеќе внимание да го врниме за тие вежби да ги изработат од почеток, да не дојде до повреди. Работите со доста млада категорија, да, значи млада пионери. Може. Значи, колку е за нив важно, верувам дека голем дел од нив го имаат онај талент кој што им е потребен за ракометот, меѓутоа колку е важно, вашата улога, да речеме, да ги насочите во ракометот? Колку што е битен талентот, толку е битна и самото развивање на детето. Ако има многу голема желба, тогаш може да се да постигне. Значи, секогаш талентот со можностите на детето се. Ако имаш талент, а ако не си амбициозен, да идаш на тренинзи, да работиш, тогаш талентот се губи. Многу има играчи кои што се таленти, али без работа тој играч ќе пропадне. Зато мораме ние покрај талентот да му садиме на играчите, на дечината, да имат желба да работат. Добро, ракометниот клуб од Охрид последниве години прави некои исчекори, сега сме играат во најсилната македонска лига. Колку сметате дека овие дечина и сите категории понатака можат да придонесат ракометот генерално, меѓутоа и ракометниот клуб од Охрид понатака да просперира? Без подмладок нема ракомет. То на сите нека му е јасно. Ние мораме да работиме
со млади дечина, ево ние веќе имаме ние 3 екипи, пионерска, сеньорски и така натака, младинска екипа имаме. Значи почна селективно да се работи со такви групи. И јас се надевам дека еден ден од овие дечина што се овдека ќе излезат некој талент и добар играч. Добро, ајде да кажеме колку тренинзи, колку често тренира во текот на неделата, значи колку им траат тренинзите така. Ние имаме 3 пати во неделата, имаме среда, сабота и недела и по 1 сат. Толку ни се можностите сега, за сега па потака ќе видиме. Добро, Охрид, како што кажав, нели, важеше за ракометарен град, повторно ете некако се враќаме на старите патеки. Дали сметате дека се уште Охридско-Струшкото подрече си има плодна почва за таленти за ракомет? Од секогаш Охрид имал ракомет, јас како бивши ракометар, па после и бев тренер исто на вакви пионерчина, една цела генерација изведе дечина и уште играат во оваа екипа сега некој дечина. Да, значи секогаш и стално мораме да мислиме на подмладок. Без подмладок не може. Охрид е ракометен град. Ние порано игравме на асфалт, не игравме во сала, али со желба за успех и да имат градот. Порано на полигонот си да е по 3-4 гледачи имавме ние. Значи мораме ние, ако мислиме на ракометот, мора да се работи со пионери. Основната гранка за ракометот мора да потвите од пионери. И сами видовте дека меѓу овие играчи, меѓу овие дечина, имат квалитет. Има. Почитувани, денес во нов ден разговараме со една, верувам, доста интересна личност. Со мене денес е Никола Митровиќ. Покрај тоа што е историчар и архивист, Никола воедно се занимава и со фотографија. Никола, ајде прво да ти посакам добре дојде во студиото на ТВМ. Добре ве најдов и секоја се чувствувам пријатно во вашава медиумска куќа. Така, ќе ги искористиме овие 30 на минути можеби да поразговараме малку повеќе околу фотографијата и за нејзината примена и значајот кој што го има за одбележување на историските настани. Се чини дека луѓето некако уште од минатото се обидувале да ги запишуваат и да ги бележат оние настани кои ги сметале за важни, меѓутоа верувам дека тоа многу им станало полесно со самото појавување на фотографијата. Ајде нешто кажи ни повеќе околу самите почетоци на фотографијата. Така, морам пред се да признам дека фотографијата за мене како еден вид хоби, меѓутоа со навлегувањето на тајните во архивистиката, фотографијата представува еден вид запис. Знаете, ние архивистите можеме да ги делиме записите на конвенционални и неконвенционални. Фотографијата влегува во записите кои што се неконвенционални, заедно со микрофилмовите, лентите и така натаму. Додека во конвенционални записи представуваат сите оние пишани записи. Значи, доколку зборуваме за историјата на записите, односно запишаните записи, мора да се вратиме доста многу наназад во историјата пред нашата ера. Меѓутоа, кога станува збор за фотографијата, би рекол дека почетоците на самата фотографија не се толку далечни од денешен аспект, односно за прв пат фотографијата е создадена во 1826 година на 14 декември, тоа се јасни и веќе податоци достапни до јавноста, а како татко на самата фотографија или иноватор или пронаоѓач на самата фотографија е францускиот иноватор Никифор Нипс. Чуден и интересен е начинот на создавање на првата фотографија во светот.
Морам да кажам дека токму личноста Никифор Нипс доста долго време се занимавал со иновативност, меѓутоа успехот го достигнал кај самата фотографија. Начинот на кој е создадена првата фотографија е доста интересен. При неколку обиди, на последниот обид кој сакал да го направи, со одредена камера во негов стил обскура, така ја нарекувал, со позадина од асфалт и лавандиново масло, со светло, би рекол, емузија осетлива на светло, ја поставил таквата камера да гледа кон неговото двориште. Меѓутоа денот бил убав, светол, и токму по 8-часовно седење на таа камера на светло, забележал дека на почката која поставил позади се пронашло, односно се согледало двориштето на Никифор Нипс. Тоа всушност во историјата свесно се покажало дека е првата фотографија општо направена во светот. Јас би сакал, ако имате можност да ја прикажам. Тука фотографијата. Значи, се разбира таа фотографија, не можеме да зборуваме за никаков квалитет. Меѓутоа, можеме да зборуваме за пресликување на двориштето на Никифор Нипс. Значи, ова е прва фотографија воопшто без разлика на квалитетот сега. И тоа е датумот, значи 14 декември 1826 година. По оваа фотографија, веднаш другите иноватори и научници започнале со подобрување на процесот за добивање на поквалитетна фотографија. По смртта на Никифор Нипс, тука е Луи Жак Дагор, кој всушност ја започнал самата процедура дагеротопија, тоа кој што се занимава со фотографство треба да го знае. Феротипија понатаму, тоа се процеси на кои што се создава фотографијата на метална подлога. Она што е значајно понатаму е дека барем за создавањето на првиот позитив на фотографијата, тоа прв позитив во светот направил Вилијам Фокс Табот, англичанец, и веднаш се започнал со создавање на копии понатаму. За нашите простори доста е значаен словенецот Јанес Пухар, кој всушност за прв пат создава фотографија на стакло. Мораме да прикажеме дека стаклото бил главен носител на фотографијата одреден период. Дури во музеите, во архивите, денеска можеме да пронајдеме фотографии на стакла, односно носители на фотографијата како што е стаклото, бидејќи во одреден историски период стаклото било главен носител на самата фотографија. Ова се на некој начин старите процеси за создавање на фотографија. Денеска сме свесни дека фотографијата стигна до дигитална фотографија. Јас понатаму не знам каде ќе оди технологијата, меѓутоа со сигурност знам дека треба да се почитуваат, да речам, негуваат сите оние процеси по кои што се создавала самата фотографија. Така. И сметам дека сите оние кои што се занимаваат со фотографија треба да ги знаат. Треба да ги знаат секако. Ја спомена дигиталната фотографија, меѓутоа сепак се чини дека кога луѓето денес ја користат фотографијата како начин на изразување, повторно некако се враќаат на тие слики, нели, црно-бели, монохрома, значи без разлика што ги имаат сите овие опции, некако се чини дека тоа им е најпривлечено. Хемијата која постои кај, јас би рекол, хард верзијата на фотографијата и она дигитално не може во секој случај да се спореди. И едно од најзначајните својства на самата фотографија е и незината автентичност. Денеска со дигиталните фотографии веќе автентичноста полека се губи. Знаете за сите видови на фотомонтажи и слично, додека во овој период за кој што зборуваме ние за историскиот период на фотографијата, тука верувајте немало можност за никаква, би рекол, измама и слично. Така, бидејќи си историчар, архивист, ајде малку да кажеме околу употребата на фотографијата во архивистиката. Значи, ете, кога за прв пат била употребена фотографијата како начин за архивирање на податоци? Архивистиката исто така е релативно млада наука во споредба со другите науки како што историјата, дури архивистиката се смета помошно историска гранка, иако денес веќе јасно постои дистинкција помеѓу тоа што значи архивистика и историја. Меѓутоа, архивистиката се разбира е еден вид збиралиште на сите записи.
Кога станува збор за записи, фотографијата е, како што кажа, веќе неконвенционален вид на запис и со тоа архивистиката се занимава и со фотографијата. Меѓутоа се занимава од онај документаристички аспект, а не од уметнички. Меѓутоа, уметниците се занимаваат со уметноста во самата фотографија, додека историчарите, документаристите, архивистите се занимаваат со правното својство на самата фотографија. Всушност и самата дефиниција за фотографија е прикажување на реалната стварност во одреден временски период во моментот на фотографирањето. И од тука е доста значаен извор, доста значајно сведоштво и за историчарите, и за оние кои се занимаваат со проучување на било која тематика. Дури во одреден момент и една уметничка фотографија може да биде документарна. Ево, например, да спомениме една изложба со портрети. Мислам дека еден наш сограѓање Јован Куциновски имаше направено една прекрасна изложба со портрети од уметнички карактер. Меѓутоа, доколку тие портрети ги согледаме после 30 години, веќе тие ќе документуваат како одредено лице било пред 20 години. Значи, една уметничка фотографија може да биде документарна. Затоа многу е мала, тенка линијата помеѓу она што значи уметничка и документарна фотографија, меѓутоа архивистиката нормално се занимава само со оние фотографии кои прикажуваат, како што кажав, одредени процеси, настани и слично. Така да архивистиката има доста големо значење за прикажување на фотографиите и од тој аспект има и посебни збирки на фотографии кои што се чуваат во архивите. Така. Добро, во минатото верувам дека тоа е еден од, ако не единствениот, тогаш еден од малкуте начини на бележење на историските настани, самата фотографија. Меѓутоа, каде е денес местото на фотографијата како начин за архивирање на податоци на настани? Јас ќе направам една мала компарација со минатото и денес. Значи, по создавањето на огромен број фотографии, бидејќи фотографијата во овој период од 1826 година па натаму веќе имала големо значење и била еден вид големо откритие во светот. Така да веднаш се започнало со незино огромно користење. Меѓутоа, тоа огромно користење допринело да самата фотографија мора по одредени критериуми да се чува, да се складира, да се заштитува. И за прв пат во 1834 година леди Елизабет Истлейк од Велика Британија за прв пат во својот есеј фотографијата ја гледа и како документ. Односно, кажува дека таа всушност представува сведоштво за одредена тематика. Според тоа, согласно тоа, започнува со еден начин за процеси и прописи по кои што треба да се складира фотографијата. Така да, тие се некои почетоци за тоа како архивистиката ја прима самата фотографија. Следувањето, обработката на фотографиите доаѓа согласно архивските прописи и тоа до ден денес е така. Меѓутоа, имаме проблем со дигиталните фотографии, имаме проблем со нивната веродостојност и слично. Затоа не случајно во Законот за архивски материјал кој се донесе во 2014 година вметната и електронскиот архивски материјал во кој се разбира влегуваат и дигиталните фотографии. Се уште кај нас, значи, одиме со хард верзија која е опиплива, значи која може да биде користена во својство какво што е, значи не во дигитална форма, и се уште тие кај нас се чуваат. Меѓутоа, веќе во светот знам дека постојат дигитални архиви во кои што се чува исклучиво дигитална документација во кој спаѓа и дигиталната фотографија. Така, ајде уште малку за историјата. Каде е местото на фотографијата во историјата на Македонија? Така. Морам да признам дека фотографијата многу брзо пристигнала во Македонија по нејзиното откритие. Значи, ако произлегла во 1826 година, веќе во 1855 година за прв пат во Македонија можеме да го сретнеме поимот фотограф. Тој поим за прв пат е сретнат во црквата Свети Димитрија во Велес, каде што зографот Хаџи Крсте напишал дека покрај тоа што е зограф е и фотограф.
Дали случајно, дали не, дали е вистина или не е вистина, ние не навлегуваме во тоа, меѓутоа од архивистички пристап укажуваме дека е тоа прв поим фотограф сретнат во Македонија. Подоцна, согласно сведоштвата кои постојат, согледуваме дека во Македонија фотографијата веќе ја користат најповеќе и најпрвин зоографите, бидејќи ги сликале иконите и потоа преку тие слики можеле да ги цртаат фреските на црквите. Така да позначајни во тој период биле зоографски, папрадишки и така натаму, меѓутоа веќе во тој период и ги имаме оние символи на македонското фотографство, тоа се браќата Манаки, значи Јанаки и Милтон Манаки, кои преку нивната позната камера 300, значи има направено перфектни и доста значајни историски сведоштва за историјата на Македонија. Всушност, тука се создава еден голем фотографски опус за историјата на Македонија, представена преку фотографија. И верувајте, нас историчарите ни се доста значајни таквите фотографии, меѓутоа претходно да се увериме на нивната веродостојност. И верувајте, буквално она реченица која гласи фотографијата менува милион зборови, ја користиме во целост, до мали детали кои може да укажат на големи историски настани и циклуси. Така. Каде е пак местото на фотографијата во Охрид? Охрид представува едно, можеби, од најфотографираните места во земјава и пошироко. Да, Охрид е, би рекол, најфотогеничен град на Балканот. Сепак сметам дека во последно време, според одредени статистички податоци, тој примат му го зема градот Скопје, меѓутоа зборуваме за проектот 2014 година. Најмногу фотографии во еден час се прават во Скопје, бидејќи, замислите, има повеќе знаменитости каде што треба да се слика од споменички карактер и така да најповеќе фотографии се прават во Скопје. Меѓутоа, Охрид се уште го држи приматот на најфотогеничен град, бидејќи мислам, тука се фотографираат природни убавини. Како најфотографско место во градот Охрид, според статистички податоци, е црквата Свети Јован Канеа. Почетоците за фотографството во Охрид се исто така доста значајни. Како прв фотограф во Охрид се смета Димитри Митан. Димитри Митан неколку години порано е роден од најстариот брат Манаки. Дури се смета, разговарајќи со неговата внука, дури се смета дека токму Димитри Митан бил еден од менторите на браќата Манаки. Тој има оставено огромен број на фотографии. Такви фотографии можете денес да сретнете, односно од негова страна во Крушево, во Призрен каде што работел и во Охрид. Меѓутоа, мора да се спомене дека исто така во последните години, мислам дека од неговиот живот поради болест не бил многу активен со фотографството, меѓутоа оставил огромен опус на фотографии и дури ги оставил како аманет на наредните генерации да се чуваат, бидејќи токму тука е сведоштвото за Македонија, меѓутоа и за нашиот град Охрид. За жал, во пожар тие сведоштва се за секогаш изгубени. Меѓутоа, ево, значењето на Димитри Митан, ево, јас само ќе ви кажам еден пример, дека турците токму него му дозволиле да го слика самоубиството, односно мртвото тело на Методија Патче. И тоа било еден преседан, би рекол, бидејќи турците не дозволувале, односно османите не дозволувале сликање на мртви тела од комити, меѓутоа како доказ дека ето Методија Патчев е навистина мртов, токму на Димитри Митан му дозволи да го фотографира тоа тело. Така да има огромно сведоштво позади себе оставено овој фотограф. Јас му дадов свој, мислам, дел во мојата книга за фотографството, бидејќи сметам дека и то како е значаен за македонската историја, меѓутоа и за охридската историја, ако појдеме од тоа дека охриѓаните се доста големи локал патриоти. Покрај Димитри Митан, тука се и други, не би сакал сите да ги набројувам, и сметам дека еден од позначајните
фотографи во Охрид Благоја Попстефанија. Неговата смрт во 2001 година не затекна сите. Јас како дете знам дека тој стварно имаше голем фотографски опус и беше ценет од сите фотографи во Република Македонија, меѓутоа и пошироко. Има документарни филмови за токму за Благоја Попстефанија, мислам дека и од Вашава медиумска куќа има еден документарен филм за него. Сметам дека ако може да се каже, тоа е еден од доајените на македонското фотографство и на охридското се разбира. Интересен е податокот во Охрид дека постоева и жена фотограф. Тоа е Танасија Василева Волкова, која всушност, односно Дајова се извинувам, која всушност работева во ателието на незиниот татко. Случајно се почнава да се занимава со фотографство ради тоа што ги сликава најчесто анамите. Значи, таму каде што било забрането машки фотограф да влезе, најчесто ги фотографирава за одредени документи и слично. Меѓутоа ги фотографирава и тапиите. И тука може, јас ја имам така представено во мојата книга, ја имам представено како жена која всушност започнува зачеток на дигитализација на документите, бидејќи ги фотографирава документите и ги има, да речам, во одредена форма по развивањето ја имате, значи, во фотографија. Дигитализацијата е една од позначајните заштитни мерки во архивистиката, односно фотографирањето, така да слободно можеме да ја воспоставиме како еден основоположник на таквата дејност. И се ова, ево, да не звучи и дека не сакам да биде спомнато, го има и во книгата на господинот Илче Стојановски, кажи ми да не се заборај, мислам дека беше во вториот дел, каде што исто така има сведоштва за токму за таа личност како се занимавала со фотографија. Во Охрид има доста, значи, фотографии, мислам дека самото поднебие е такво. Тука е и Ристо Паунче, тука се и во поново време, значи, Скрче, сега во најново време Летра, па уште во поново помлада генерација од Стојан Стојановски, не знам, Пеце Настевски, мислам, Јован Куциновски, да не ми замерат некои кои нема да ги спомнам, меѓутоа сметам дека самото поднебие во Охрид е такво да фотографијата завзема дел, меѓутоа повторно ќе кажам, ние историчарите, документаристите, фотографијата ја гледаме од еден друг агол, односно документарен агол, а не од уметнички. Така. Ти си еден исто така од оние фотографи кои што имаше минатата година чинам изложба која што беше посветена на самиот град, односно нели тоа беа фотографии, некое уметничко пред и потоа на нашиот град. Да. Ајде нешто повеќе околу таа изложба. Таа фотографска изложба беше пред се еден ентузијастички потек, желба која тлееше кај мене подолго време, со оглед на тоа дека доста често при доаѓањето на викенди во Охрид, бидејќи работев и студирав во Скопје, кога ќе дојдев го гледав нашиот град променет. На одредено место од кој ќе изникнала зграда и слично, значи урбанизацијата беше во голем оптек, би рекол, и сметав дека треба барем да се направат едни сведоштва, едни фотографски записи кои што ќе сведочат дека на тоа место во одреден период постојала некоја куќа и слично. Така да многу често со фотографскиот апарат ги фотографирав тие места и кога видов после одреден период дека имам веќе поголем опус на фотографии кои треба веќе да бидат споредени со тоа што денес всушност Охрид представува. Така да таа фотографска изложба на документарни фотографии се направи, мислам, 23 јануари минатата година со помош на одредени спонзори, со помош на одредени луѓе. Секогаш изразувам благодарност, па и во оваа прилика им се заблагодарувам. Беше посветена на драги луѓе и така да сметам дека и тогаш оставив, ајде да не речам аманет, меѓутоа како еден вид предлог помладите генерации да се занимаваат повеќе со
со фотографијата и со она што значи сведоштво. Па јас и сега можам да направам веднаш уште една фотографска изложба, бидејќи тога само ги зедов одредени би рекол објекти, одредени куќи, згради, места и слично. Меѓутоа, верувајте, сега имам уште минимум 30 места кои можам да ги споредам со тоа како изгледа денес Охрид и ќе видите дека е доста различен. И ми беше особено задоволство, бидејќи оваа фотографска изложба представуваше една од посетените. Тоа, мислам, го кажа и самата директорка на музеот, госпоѓа Тања Паскали. Благодарност и до неа, бидејќи таму се одржа фотографската изложба. Би сакал да кажам дека всушност доста луѓе беа воодушевени од тоа, иако во блиска историја, во блиско минато, ќе го видев нивниот израз на лице со воодушевување и изненадување. Да, овде беше навистина така. Значи, тоа е ефектот кој требаше да се долови со оваа фотографска изложба. Беа заинтересирани доста за оваа фотографска изложба. Македонска телевизија направи прилог, требаше да се прикаже и во Скопје. Меѓутоа, сметам дека за таму имаме други дејности кои ќе направиме, значи некоја слична фотографска изложба, меѓутоа за градот Скопје, верувајте, има барем за Скопје многу да се прикаже. Така, знам дека твоја пасија е историјата и настаните од минатото, или барем она што може да се разгледа од историјата од аспект на архивистиката. Меѓутоа, ајде да проговориме малку за иднината, што планираш во иднина, што ни подготвуваш, можеби некоја нова изложба со фотографиите кои ги спомена. Така. Верувајте, јас во градов сум од 2012 година како постојано место на живење, претходно работе во Скопје. Од 2012 година, значи мај месец до денес, скоро 2-2,5 години ако сумираме, стварно сум направил доста проекти, меѓутоа сите тие проекти се поврзани со градот Охрид. Тоа единствено покажува дека сум локал патриот и дека навистина си го сакам градот Охрид. Ево, како прв проект беше токму фотографскава изложба. Потоа беа документарните филмови за Петар Чаулев и за Охридското востание. Мислам, документарни филмови кои имаат огромно значење и за македонската историја, меѓутоа и за локалната историја. Потоа беше научниот симпозиум за токму за Охридското востание, излегување на зборникот за Охридското востание, одредени хуманитарни акции, одредена, би рекол, промоција на книгата Сеќавањето на брат ми Драган Богдановски, која се случи пред можеби 2 месеци. Така да, кога ќе направам еден збир, гледам дека стварно, иако покрај приватните обврски и работните обврски, сум успеал доста да направам за градов Охрид. Меѓутоа, верувајте, во наредниот период следат доста интересни работи. Пред се, сметам дека треба да излезе самава книга која веќе од 2009 година спремна. Меѓутоа, најпрво треба да излезе книгата за Петар Чаулев. Тоа е нешто што должам и на Република Македонија и на градот Охрид, како бидејќи Петар Чаулев е охриѓанец. После тоа доаѓа издавањето на таа книга, одредени каталози, проекти, снимање на други документарни филмови, меѓутоа за тоа потом, и сметам дека ќе биде, барем тие документарни филмови кои ќе се снимаат, ќе бидат до сега невидено нешто за градот Охрид и ќе бидат вистинска презентација на културните и историските вредности на градот Охрид и ќе бидат прикажани, верувајте, низ целиот свет. Меѓутоа, чекаме полека, стрпливо со времето, да не избрзуваме се и да не кажуваме се унапред. Јас сум човек кој сака од кога ќе се сработи нештото, па да го приложам, а не да кажувам однапред. Така, верувам дека охријани ќе го ценат тоа. Се надевам. Во секој случај го правиме за градот Охрид. Така. Не е за себе промоција, не е од некои задкулисни работи, верувајте се изворно од самата душа и од тоа дека сме, односно дека се чувствувам како голем локал патриот кој си го сака својот град. Така.
Никола, јас мислам дека можеме уште долго време да зборуваме за фотографијата и за архивистиката, меѓу другото. Меѓутоа, ете, времето некако не гази. И мене ми останува да ти се заблагодарам за твоето денешно гостување. Па се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Да се надеваме дека тоа ќе биде некоја од овие нови изложби и документарните филмови кои што ги спремаш. Така, верувајте, прекрасно се чувствувам секогаш во вашава медиумска куќа и секогаш кога ќе има нешто ново, ќе бидете први информирани. Ви благодарам и за поканата и за убавиот разговор. Така, ти благодарам и тебе. Благодарам. А една од најинтересните и можеби највпечатливите и најпрепознатливите историски градби во светот, Ајфеловата кула, од неодамна си доби и еден современ изглед. Доколку сте во потрага по локација за несекојдневно селфи, а сакате адреналин, Ајфеловата кула е вистинското место за вас. Во 2012 година започна реновирањето на популарната железна конструкција, а истата конечно е завршена. Ајфеловата кула од сега ќе им биде повеќе привлечна на посетителите на Париз, на кои им се нуди ново искуство. Поглед од новиот прозирен кат на висина од 57 метри. Градоначалничката Ен Хидалго свечено ја отвори новата атракција која нуди малку поинакво искуство за посетителите. Новиот стаклен под им овозможува да го доживеат градот од птичја перспектива на висина од 57 метри, а новата атракција е дел од реновирањето на кулата со цел да привлече што повеќе туристи. Промената на внатрешниот изглед на Ајфеловата кула чини 37 милиони евра, а транспарентниот под е вграден на првото ниво, каде исто така се сместени ресторани, продавници и музеи. Колку за подсетување, Ајфеловата кула е изградена во 1889 година како дело на архитектот Густав Ајфел и со своите 324 метри, 41 година беше највисоката градба во светот, се додека не се изгради Креслеровата зграда во 1930 година во Њујорк. Изминаа нашите заеднички минути во денешното издание на Нов ден. Со нови содржини се гледаме наредниот вторник. До гледање.